Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани пријатели, драги гледачи, средечен поздрав во студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата денешна емисија Извор на надеж, која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Секоја емисија започнуваме со мудри стихови или текстови од Библијата и со неколку пропратни зборови. Денешната мисла или библиски текст го наоѓаме во Еремија 29 глава 11 стих. Зашто јас ги знам мислите што ги мислам за вас, мисли на мир, а не на зло, за да ви дадам иднина и надеж. Овие зборови биле дадени на народот кој се наоѓал во тешко време на робство и неизвестност. Познато не е до историјата, драги гледачи, дека израелците неколку пати паѓале во робство, почнувајќи од асирско, египетско, потоа други робства ги имале во текот на историјата. Но Бог им открил дека неговиот план за нив не е уништување, туку спасение. Во сите тие робства Бог секојаш бил со нив и ги избавувал, но Бог понекогаш дозволува човекот да падне во неволја за да осети дека сам не може да живее и да обстојува, зашто соперникот наш, како што вели апостол Петар во своите послања, рика како лав и сака да не уништи. Ова ветување што Господ го дал на израелците како народ, вели, јас имам добри мисли за вас, мисли за мир, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Ова ветување ни покажува дека и кога не го разбираме Бога или Божјиот план или пат, можеме да имаме доверба дека неговата намера е добра и сигурна. Бог секогаш работи за добро на оние што му веруваат. Нека и во овој ден кој навлеговме полека, почитувани гледачи, Бог да биде навистина наша подпирачка сила, би рекол. Значи Бог секогаш работи за добро на оние што му веруваат. Нека нашиот пат биде Божи пат, нека нашите мисли бидат Божи мисли. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Isus, moj spasitelj, Gospod moj,
Христовата беседа за разурнувањето на Ерусалим и за неговата идна слава. Совети и опомени нарочно за стражарењето. Глава 13. А кога излегуваше од храмот, еден од учениците негови му рече: Учителе, гледај какви камења и какви згради. Исус пак му одговори и рече: Ги гледаш ли овие големи згради? Ни камен на камен нема да остане овде што не ќе биде урнат. А кога седеше на Елеонската гора спроти храмот, го прашаа насамо Петар, Јаков, Јован и Андреја: Кажи ни, кога ќе биде тоа и кој е знакот? Кога ќе се изврши сето тоа? Исус, одговарајќи им, почна да зборува: Чувајте се да не ве прелаже некој. Оти мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи дека сум јас, и ќе прелажат мнозина. А кога ќе чуете за боеви и гласови за војни, не плашете се, зашто сето тоа треба да стане, но тоа уште не е крајот. Ќе се дигне народ против народ и царство против царство, а на некои места ќе има и потреси, и глад, и маки. Тоа е почетокот на болките. Но вие чувајте се сами, зашто ќе ве предадат на судови, а по синагогите ќе ве бијат, и пред управници и пред цареви ќе бидете изведени заради мене, за сведоштво пред нив. И кај сите народи најнапред треба да се проповеда Евангелието. Кога пак ќе ве поведат за да ве предадат, не грижете се однапред што ќе говорите, ниту размислувајте, а она што ќе ви се даде во тој час, тоа кажете го. Не сте вие што ќе зборувате, туку Светиот Дух. И брат брата ќе предаде на смрт, и татко чедо, и ќе се дигнат децата против родителите и ќе ги убијат. Ќе бидете намразени од сите заради моето име, кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. А кога ќе видите мерзоста на запустението, како што рекол пророкот Даниил, да стои каде што не треба, кој чита, нека разбере. Тогаш и оние што се во Јудеја, нека бегаат по планините. И кој е на покривот, да не слегува во куќата, ниту да влегува да земе нешто од куќата своја. И кој е на нива, да не се враќа за да го земе облеклото свое. Но тешко на времените и на оние што дојат во тие дни. Туку молете се, бегањето ваше да не биде зиме, зашто во тие дни ќе биде марка, каква не била досега од почетокот на светот, што го создаде Бог, а и нема да биде. Иако Бог не ги скратеше тие дни, тогаш не би се спасил ниеден човек, но заради избраните кои ги избра Он, ќе ги скрати дните. Тогаш, ако ви каже некој: еве, овде е Христос, или ене таму е, не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, и ќе покажат знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, и избраните. Но вие чувајте се. Ете, се отпред ви кажат. Во тие дни, по жалост, сонцето ќе потемни, месечината нема да ја дава својата светлина, и звездите небески ќе попаѓаат, и силите што се на небото ќе попуштат. И тогаш ќе го видат Синот човечки, како иде на облаци со голема слава и сила. И Он тогаш ќе ги испрати ангелите своји и ќе ги собере своите избрани од четирите ветра, од крајот на земјата до крајот на небото. Со смоквата направете споредба. Кога низините гранки се подмладат и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Па така и вие, кога ќе го видите сето тоа да станува, знајте дека е близу предврата. Вистина ви велам, нема да помине овој род, дури сето тоа не се збитне. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да преминат. А за тој ден и час никој не знае, ни ангелите небесни, ниту Синот, а само Отецот. Внимавајте, бидете будни и молете се, оти не знаете кога ќе настане времето. Како човек
кој заминувајќи ја остава куќата своја и им дава власт на слугите своји, секому своја работа, и на вратарот му заповеда да биде буден, бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде домаќинот на куќата, приквечер ли или на полноќ, или петните кога ќе пропеат, или наутро, па да не дојде ненадивно и да ве затече да спиете. А што ви зборувам вам? Корак по корак, радосно крочимо, с руком у руци, kroz pesmu i rad. Svi zajedno ga Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Kroz sunce i kišu, kroz vatru i led, učimo kako zavoleti svet. U prirodi Božjoj mi možemo tek shvatiti ljubav što živi zauvek. Korak po korak, radosno kročimo, s rukom u ruci, kroz pesmu i rad. Svi zajedno ga Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Želimo ljubav pokazati svetu, darovati osmeh i doneti mir, pružiti ruku i pomoći svakom, to radost je naša i životni cilj. Korak po korak, radosno kročimo, s rukom u ruci, kroz pesmu i rad. Svi zajedno ga Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Hiljade pitanja odgovor nalaze, šapuće vetar, Božji nam glas. Budite složni i budite verni, vaša je nagrada nebeski grad. Korak po korak, radosno kročimo, s rukom u ruci, kroz pesmu i rad. Svi zajedno ga Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Svi zajedno ga Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Што после смртта? Се присетуваме кога детето прв пат ќе не праша што значи зборот умре. Сакаме да го избегнеме разговорот или самото размислување за смртта. Ние не само што се плашиме од умирање, почитувани пријатели, туку не обзема непријатност на самата помисла за смртта на некој кој ни е драг. Смртта е секако заеднички непријател на сите луѓе на оваа планета. Тогаш какви се одговорите на тешките прашања за смртта? Се раѓаат ли луѓето само за да умираат? Дали смртта е крај на животната приказна? Постои ли живот по смртта? Што доживуваат оние што лежат во гробовите? Можеме ли да им помогнеме? Можеме ли да разговараме едноставно со нив? Дали повторно ќе ги видиме своите умрени роднини и пријатели? Што е всушност смртта? Тоа е едно големо прашање. Многу спротивни гласови денеска тврдат дека можат да дадат вистински одговор на овие прашања. Денеска различни гуруа на новата доба или New Age учат дека духовите кои им пренесуваат пораки од умрените луѓе се покојници кои преминале во еден повисок степен на постоење. Например, хиндуистите го шират учењето за реинкарнација преку низа од нови животи низ кои се ослободуваме од лошата судбина или како што тие велат карма и продолжуваме да напредуваме во еден повисок степен на совршенство. Будистите веруваат во божественото во нас, кое не просветлува и не пренесува на повисоко духовно ниво. Атеистите од друга страна ја негираат надежта во вечен живот и тврдат дека смртта е вечен крај на се. Повеќе не постои ништо. Мнозина христијани веруваат дека мртвите одаат на небото или во пекол или на некое друго место на свесно
постоење каде што нивната душа и понатаму некако живее. Како можеме да ја дознаеме вистината за тоа што се случува при смртта на покојниот и каде можеме да добиеме вистински одговор на толку важното прашање, проникнато со толку емоции? Одговорот секако се наоѓа во Библијата, во Светото писмо. Одговорот со кој Господ, кој знае се за животот и смртта, зашто тој е створител на тој живот, ќе не утеши за веста за надежта. Број 1. Соочување со смртта, без страв. Секој од нас во одреден момент од својот живот, можеби непосредно по смртта на некој пријател или некоја сакана личност, домашен, татко, мајка, брат, почувствувал празнина, чувство на осаменост. Се присетуваме кога детето прв пат ќе праша што значи зборот умре. Може би сакаме да го избегнеме разговорот или самото размислување за смртта. Ние не само, драги пријатели, што се плашиме од умирање, туку кога ќе го спомнеме тој збор не обзема непријатност на самата помисла за смртта на некој кој ни е драг или близок. Самата осаменост која не обзема, која ќе доживееме крај на нечи живот, навистина представува трагедија за сите нас. За среќа, дел од Христовата задача на оваа земја било и тоа да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство, пишува Павле во Евреите 2:15. Исус во Библијата јасно одговара на прашањата за смртта, за воскресението и идниот живот. За да можеме да ја поедноставно разбереме вистинската или правата вистина за смртта од Божјата реч, треба да почнеме од почеток, почитовани пријатели, и секако да дознаеме како Бог не создал. Број 2. Како Бог не создал? Еве што пише во Библијата. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав, прва Мојсеева, 2 глава, 7 стих. Творецот првиот човек можел да го создаде од некоја надприродна, например небесна состојка, но не го направил тоа. Тој го создал Адам, како што пишува, од земниот прав, откако ги споил тие земни елементи, за да го создаде Адамовиот, например, мозок, коските или другите делови на телото, Бог со својата творечка енергија, односно сила, му вдахнал, како што пишува, живот на неподвижниот облик. Требало нешто повеќе за да може тоа совршено тело да се претвори во жива душа, а тоа нешто повеќе бил, како што пишува во Библијата, здивот на животот. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките. Така човекот стана жива душа, прва Мојсеева, 2 глава, 7 стих. Кога Бог му вдахнал здив на живот на Адам, животот од Бог почнал едноставно да тече низ тој сложен систем на човечкиот организам. Неговите мускули, например, се стегнале и опуштале. Неговите бели дробови и срце почнале да се движаат во еден ритам, со спојување на телото со здивот на животот, како што читавме, настанал човекот како живо создание или жива душа. Но, што се случува после смртта? Забележете дека Библијата не вели дека Адам добил душа, туку вели дека човекот стана жива душа. Заради тоа, почитувани пријатели, човечката равенка можеме да ја напишеме вака: земен прав плюс животен здив и еднакво жива душа, животна енергија или безживотно тело, Божи здив, човек, живо суштество. Секој од нас има тело, има мозок, интелигенција, помнење, можност за мислење, совест и волја. Секој од нас има своја личност и карактер.
така секој од нас е неделива целина и не сме составени од два различна дела. Се додека дишеме, ќе бидеме живо човечко суштество, ќе бидеме жива душа. Број 3. Што се случува кога човекот ќе умре? Смртта е процес спротивен на создавањето, кое е опишано во прва книга Мојсеева, 2 глава, во 7 стих. Цитирам: "И се врати правот во земјата како што дојде од неа, а духот се врати при Бога, кој го даде", пишува Соломон во Проповедник 12 глава 7 стих. Библијата често неизменично го употребува еврејскиот збор руах за здив или дух. На што точно се мисли покажува контекстот. Кога човекот умира, неговото тело се враќа во прав, а животниот здив или тој дух здив се враќа кај Бога, кај изворот, кај својот извор. Но што се случува со душата? Еве што пишува понатаму: "Животот ми мој, говори Господ Бог, никој од вас нема веќе да ја повторува во Израел таа поговорка, зашто сите животи се мои. И еве оној кој ќе сгреши, тој ќе умре", пишува во Езекија 18 глава 3 и 4 стих. Душата умира. Таа не е бесмртна, бидејќи може да пропадне. Претходните два библиски стиха што ги читавме, почитувани, покажува дека равенката од прва Мојсеева, 2 глава, 7 стих, која настанала како Бог не создал, при смртта се менува од плюс сега во минус. Земен прав минус животен здив еднакво е мртва душа, безживотно тело. Божи здив, мртво битие, мртов човек. Смртта е целосен престанок на животот, исклучување на телото, душата и духот. Телото се распаѓа во земен прав, а здивот или духот се, како што читавме, враќа кај Бога. Додека сме живи, ние сме живо суштество, жива душа, а во смртта сме само тело, мртва душа. Кога Бог го зема назад здивот на животот што ни го дал, тогаш нашата душа, вели Библијата, умира. Но благодарение на Бога, приказната не завршува овде. Со Христа има надеж и пред да кажеме нешто повеќе за таа надеж, да одговориме на следното прашање. Што знаеме за мртвиот човек? По смртта мозокот се распаѓа, па затоа процесот на сознание е невозможен. Цитирам: "Зашто во смртта не спомнуваат за тебе, кој ќе те слави во подземјето." Кој ќе те слави, прашува Давид во Псалом 6 глава 5 стих. Во смртта се губат сите човечки чувства. Одамна ги снема нивната љубов, нивната омраза и зависта, и веќе немаат учество во нешто што станува под сонцето, пишува Соломон во Проповедник 9 глава 6 стих. Мртвите не се свесни за она што се случува на оваа земја. Тие не можат да имаат никаков контакт со живите суштества. Цитирам: "Живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо, ниту имаат веќе", како што понатаму пишува, награда зашто се заборава и споменот за нив. Уживај го животот, зашто нема ни дела, ни умирање, нема ни сознавање, нито пак мудрост во подземјето во кое одиш, пишува Соломон во книгата Проповедник 9 глава 5, 9 и 10 стих. Смрт е како длабок сон. Всушност Библијата на 54 места во смртта ја нарекува сон, спиење. Псалмистот вели: "Просветли ги моите очи, за да не заспијам во смрт." Псалом 13.3. Исус учел дека смртта е слична на спиењето. Тој во една прилика на учениците им рекол: "Нашиот пријател Лазар заспа, туку одам да го разбудам." Тогаш неговите ученици му рекоа: "Господи,
Ако заспал, ќе стане. Но понатаму пишува, но Исус зборуваше за смртта. Што после смртта, почитувани пријатели? Што се случува после смртта? Исус им зборувал за смртта на Лазара, а тие мислили дека зборува за починок во сон. Тогаш Исус им рече јасно, Лазар умре, Јован 11:11. Телото на Лазар било во почетен стадиум на распаѓање, бидејќи умрел 4 дена пред Христос да дојде во тоа место во Витанија. Но кога Синот човечки застанал на влезот пред гробот, сите можеле да се уверат дека на Бога му е лесно да го подигне умрениот од мртвите, исто како што нам ни е лесно да разбудиме заспана личност. Самото сознание дека нашите сакани, кои умреле во смрт, сега спијат, кои мирно се одмараат во Исуса, е голема утеха за сите нас. Тунелот на смртта, низ кој еден ден можеби и ние ќе поминеме, не е ништо друго туку мирен сон. Божиот пат е најдобриот пат. Да предпоставиме дека добрата жена и мајка по смртта заминува на небото. Според популарното учење, таа од небото би била присилена да ја гледа од небото доле на земјата својата ќерка или син. Ако низиниот син е тврдоглав и непослушен, таа би гледала како тој го завршува својот живот како едноставно безнадежен случај или алкохоличар или наркоман кој умира од сида. Или да предпоставиме дека низиниот сопруг умрел пред неа, според вообичајното верување. Ако навистина низиниот сопруг бил безбожен, таа би можела да го гледа од небото. Можеби како тој се мачи во пеколот во вечен оган. Ако е таа свесна, секако и тој како што луѓето веруваат. Во таквите околности не би можеле да се каже дека таа би била среќна на небото. Спасението во такви околности би нудело повеќе болка отколку среќа. Но ние, драги пријатели, му благодариме на Бога што смртта е само тврд мирен сон. Број 5. Дали Бог ги заборава умрените кои спијат? Не. Смртта е сон, но не и крај на приказната. На гробот на својот пријател Лазар Исус и рекол на Марта: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ке живе. Јован 11:25. Они кои умираат во Христа, Библијата вели, спијат во гробовите, но пред нив е блескава иднина. Нашиот неспоредлив Творец ја чува сликата на секој човек. На секој човек што тој го создал. Не само неговото тело, со личната ДНК на секој поединец, туку и неговиот карактер, неговото размислување и секако неговите способности. Оној што го знае бројот на секое наше влакно на нашата глава и не држи, како што пишува во Библијата, на дланката од својата рака, никого не заборава. Јов имал доверба во Божето непогрешливо памтење. Тој изразил надеж во еден нов живот. Еве што запишал: О, кога би сакал да ме скриеш во шеолот, зашто кога човекот умре, зар може да оживее? Би те чекал во сите денови на своето војување, додека не дојдеш да ми дадеш смена. Би ме повикал и јас би се одзвал. Имаш желба за делото на своите раце. Книгата за Јов, 14 глава, 13 до 15 стих. Смена или обнова доаѓа за сите оние кои се одмараат во своите гробови. Бог нема почитување да ги изгуби податоците за ниту едно свое дете. Кога умираме и се враќаме во правта, записот за нашата личност за секогаш, знаете каде е? Останува во Божиот ум. Нашиот живот е сокриен во Христа,
во Бога, вели апостол Павле во Колошаните 3:3. И тој сигурно и целосно ќе не подигне од мртвите, како што го воскреснал својот пријател Лазар. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава, пишува Павле во Колошаните 3 глава 4 стих. Кога Исус ќе дојде, умрените праведници ќе бидат разбудени од сон. Не сакаме, браќа, да останете во незнаење за умрените, за да не жалите како другите кои немаат надеж, пишува апостол Павле. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при Божја труба ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, Павле вели, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, во воздух, во пресред на Господа. И така за секогаш ќе бидеме со Господа. Прва Солуњаните, 4 глава, 13 стих и од 16 до 18. На денот на воскресението смртта ќе ни изгледа како краток одмор. Мртвите не се свесни за заминувањето на времето. Они што го прифателе Христа за свој спасител, кога тој ќе дојде по втор пат, неговиот глас ќе ги разбуди од сонот. Надежта, почитувани пријатели, во воскресението оди во чекор со надежта во небесниот дом, заради надежта која се чува за вас на небесата, пишува Павле во Колошаните 1 глава 5 стих. Но, друго прашање, што после смртта? Библијата е преполна со вистини за совршениот дом во домот на Таткото на небото. Низините жители радосно ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво, пишува Јован во Откровение 12:17. Бог ја избрише секоја солза од нивните очи и смрт нема да има веќе, ниту тага, ни плач, ниту болка. Откровение 21 глава 4 стих. Они кои го сакаат Бога не треба да се плашат од смртта. По неа доаѓа вечниот, вистинскиот, реален, полн со радост дом и заедништво со Бога. Исус ги има клучевите на смртта, вели апостол Јован во Откровение 1 глава 18 стих. Без Христа смртта би била еднонасочна улица која се завршува во заборав, во амбис, кој се наоѓа на крајот на патот од гребот. Но Христос може да го отвори гробот. Со Христа постои надеж, блескава, светла надеж во иднина. Дали уште денес сме бесмртни, се поставува ново прашање. Библијата никаде не тврди дека душата е бесмртна, дека не е подложена на смрт. Во почетокот Адам, како создаден Божи син, не добил смрт, туку вечен живот. Да останел Адам, секако и Ева, послушни на Божјата волја, никогаш не би умреле. Но кога Адам и Ева сгрешиле, се откажале од правото на живот. И што се случило? Се откажале и од непослушноста, станале подложи на смртта. Нивниот грев го заразил сиот човечки род, вели апостол Павле во 5 глава, во 12 стих во Римјаните. Бидејќи оној кој ќе сгреши, тој ќе умре, вели Езекија 18:4. Сега сите луѓе се смртни, подложни сме сите на умирање. Еврејските и грчките зборови за душа, дух и здив се појавуваат во Библијата 1700 пати, но ниту еднаш во контекст на бесмртност, па дури на ниту еден можен начин. Значи, почитувани пријатели, човечката душа, дух или здив не се спомнуваат како бесмртни или вечни. Библијата не познава вечен човечки дух, ниту пак постои навестување дека човечката душа или неговиот дух на било каков начин може да постои без телото. Нема никакво свесно постоење на човекот надвор
од неговото тело. Само Бог, запамтете, само Бог има безсмртност. Цитирам: "Цар на царевите и господар над господарите, кој единствено има безсмртност", пишува апостол Павле во 1 Тимотија 6 глава 15 и 16 стих. Свето писмо нагласува дека сите луѓе во овој живот се смртни. Сите сме подложни на умирање. Меѓутоа, кога Исус ќе се врати, нашата природа ќе биде целосно променета или изменета. Еве, пишува во Библијата, ви кажувам тајна, не ќе умреме сите, но ќе се измениме, Павле вели, во еден миг, во миг на окото, при гласот на последната труба. Имено, трубата ќе затруби и мртвите ќе воскреснат, пишува понатаму, нераспадливи, а ние ќе се измениме, зашто треба ова, смртното, значи распадливото, да се облече во нераспадливо. И ова смртното да се облече во безсмртност. Кога ова распадливото ќе се облече во нераспадливост, и ова, денешното, значи смртното, ќе се облече во безсмртност, тогаш ќе се збидне напишаното слово. Победата ја проголта смртта. 1 Коринќаните 15 глава од 51 до 54 стих. Како човечки суштества сега сме смртни, но со вера во Исуса можеме да го примиме ветувањето за безсмртноста. Затоа, почитувани, христијанинот може да биде сигурен дека ќе прими безсмртност, знаете кога? При неговото доаѓање, значи при Христовото доаѓање. Сигурноста на тој факт е потврдена со Исусовото воскресение. Цитирам: "А сега се открива преку јавувањето на нашиот Спасител Исус Христос, која уништи смртта и го осветли животот и безсмртноста преку Евангелието." 2 Тимотиева 1 глава 10 стих. Учењето дека уште сега сме безсмртни е поврзано со верувањето во огнот на пеколот кој гори вечно. Идејата за безсмртност, почитувани, на душата и пеколниот оган кој вечно гори, се заснова, запамтете, на лага која сатаната ја кажал на Ева во Едемската градина. "Навистина не ќе умрете", 1 Мојсеева 3 глава 4 стих. Бог јасно укажува каде може да води нашиот живот: вечна смрт за оние кои го отфрлаат Исуса и остануваат со гревот или пак дарот на безсмртноста. Кога Исус ќе дојде на оние кои го прифаќаат за свој Спасител, Исус им ветува вечен живот, а оние кои останале во гревот ќе бидат за секогаш издвоени. Кога ќе се соочиме со смртта на нашите сакани? Стравот со кој природно се бориме кога се соочуваме со смртта станува секако посебно изразен кога ќе умре некој од нашите сакани, од нашите најблиски. Што после смртта? Секако тоа прашање повеќе пати го поставувавме. Самотијат и чувството на загуба може да не скршат и сите без разлика преживуваме тешки мигови на болка. Некои толку силно ја чувствуваат одвоеноста од своите најмили, од своите сакани, што се обидуваат да на некој начин воспостават контакт со својот сакан покојник. Таквите потпаднуваат под влијание на така наречениот спиритизам или спиритистичките медиуми или езотеричари. Тоа се канализатори на новата доба, кои тврдат дека може да комуницираат, да воспостават контакт со покојните, со мртвите. Меѓутоа, драги пријатели, Библијата посебно ни укажува да внимаваме на ваквите обиди за смирување на болката предизвикана од смртта на нашите сакани, на нашите најблиски. Ако ви речат: прашајте ги духовите и оние кои пророкуваат за иднината, што едноставно шепотат и мрморат, одговорете им вака: зар народот не треба да го праша својот Бог?
Зар мртвите се прешуваат за живите? Тоа е секако многу важно прашање. Покрај законот, покрај сведоштвата, ако не зборуваат според оваа слово, нема светлина во нив или нема вистина, пишува пророк Исаја, 8 глава, 19-20 стих. Вистинското решение за болката предизвикана со разделбата од нашите сакања е утехата што ни ја дава само Исус Христос. Христос е тој, а не некој медиум кој ги чува нашите сакани покојни во својата дланка. Творецот, значи Исус Христос е тој што ја познава и чува верната слика на секој починат поединец. Времето минато во разговор со Христа представува најдобар начин за совладување на нашата тага. Неговата вистина полека почнува да не исполнува, да не храбри. Неговото ветување ги осветлува нашите темни мисли. Не заборавајте дека нашите сакани спијат во сон, а ноќта на оној кој спие му изгледа како неколку мига. Тие не се свесни колку време поминува. Првиот свесен момент кој ќе го доживеат они што заспале во Христа ќе биде огласувањето на второто Христово доаѓање. Вашите сакани кои почиваат во Христа ќе бидат повикани во воскресение за живот, кога Исус повторно ќе дојде на оваа земја. Во тој славен ден нашите најблиски и нашите пријатели ќе бидат воскреснати за да се сретнат со Исуса Христа на облаците. Бог, почитувани, подготвува прекрасни средби. Децата ќе бидат вратени во прегратките на своите родители. Брашните другари повторно ќе се сретнаат, повторно ќе бидат заедно. Сите сурови разделби од овој живот за секогаш ќе исчезнат во воскитот на небесните средби. Вистината ќе се оствари. Победата ја проголта смртта, вели Павле во 1 Коринќаните 15:54. Да не се плашиме од смртта е многу важно, драги пријатели. Нема сомневање дека смртта е суров непријател, бидејќи не лишува од се. Меѓутоа, единствено нешто што не може да ни го земе е Христос. Смртта Христа не може да ни го земе. Христос може да надомести се. Смртта нема за секојаш да владее на овој свет. Ѓаволот, безбожниците, па дури и смртта еден ден ќе ги снема во огненото езеро. Тоа е, Библијата ја нарекува втората смрт, Откровение 20 глава, 14 стих. Во меѓувреме, еве 4 едноставни предлози за храбро соочување со смртта. Број 1. Живејте секој ден полни со надеж и доверба во Христа. Така за секогаш ќе бидете подготвени да се соочите со смртта. Број 2. Со силата на Светиот Дух бидете послушни на Христовите заповеди и тогаш ќе бидете подготвени за вториот живот во кој никогаш нема да доживеете смрт. Број 3. Гледајте на смртта како краток сон од кој ќе ве разбуди еден ден секако Христовиот глас при неговото второ доаѓање. Број 4. Негувајте ја сигурноста дека во текот на целата вечност ќе бидете со Христа во неговиот дом, новиот дом. Библиската вистина не ослободува од стравот од смртта, бидејќи ни го открива Исуса, Исусовото ветување, која победил смртта, кога ќе влезе во нашиот живот. Исус Христос го исполнува нашето срце со мир. Што после смртта, може би повторно ќе се запрашате, почитувани пријатели. Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Јован 14 глава 27 стих. Исус може да не оспособи да се фатиме во косе со трагедијата поради загубата
на саканата личност. Исус минал низ долината на смртта. Тој ги познава темните ноќи низ кои минуваме и ние денеска. Тој умрел и воскресал од гробот и така ни дал непоколеблива надеж. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така тој зеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној која имаше власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство, пишува Павле во Евреите 2 глава 14 и 15 стих. Доктор Џон Симпсон, познатиот лекар кој ја открил анестезијата, доживел ужасна загуба кога му умрело најстарото дете. Страдал длабоко, како што би страдал секако секој родител, но тогаш го пронашол патот до надежта. На гробот на своето дете подигнал мал споменик во облик на спирала која се издига кон небото. На споменикот одбрал да бидат врежени 3 Исусови зборови: „И еве жив сум, и еве жив сум“. Со тоа е се кажано, почитувани. Личната трагедија може навидом да го замрачи небото над нас, но сепак Исус е жив. Нашето срце може би се крши денеска, но Исус е жив. Никогаш тоа да не го заборавиме. Во Христа имаме надеж за вечен живот. Тоа е воскресението и животот, пишува во Јован 11:25. И тој ветова: „Зашто јас живеам и вие ќе живеете“, Јован 14:19. Кога повторно ќе дојде, Христос ќе ни даде бесмртност. Никогаш повеќе нема да живееме во сенката на смртта, затоа што тој ќе ни дарува вечен живот. Дали сте откриле ова голема надеж, која може да не охрабри во најтешките животни мигови? Ако се уште не сте го прифателе Христа за ваш личен, за свој спасител, сторите го тоа сега. Да се помолиме. Боже и Татко на живите и мртвите, благодарен сум Ти за Твојата праведност, секако и милост во постапувањето кон слабите и смртните човечки суштества. Јас те сакам и копнеам под денот кога со Твојата милост ќе добијам бесмртност заедно со сите Твои деца. Помогни ми целосно да Ти се предадам и со целото мое срце да верувам во зборовите на Библијата. Направи побрзо да дојде денот кој ќе се сретнеме со своите сакани во големото утро на воскресението. Те молам во името на Исус. Амин. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se,
jer ja sam s tobom, ja sam te otkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao, jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena, jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Полека дојдовме до крајот, драги гледачи, на нашата денешна емисија Изворна надеж. Би сакали денес да ви понудам Свето писмо, книга над книгите, бесплатно секако. Сите вие кои сакате да имате оваа света книга, пишете ни на нашата адреса, на нашиот дежурен телефон 077-819-828, а ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на ваша домашна адреса. Доколку сакате подлабоку да ја проучувате Библијата, може имате прашања, слободно погледнете сега рекламата за дописната библиска школа, која е бесплатна и ќе можете да навлезете во самата дописна школа, односно во самата Библија, проучувајќи ја дома, прашање по прашање, чекор по чекор ќе ви се откријат навистина убави работи во самата книга. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги пријатели, еве не на самиот крај на ова наша денешна емисија Изворна надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија може да ја најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Споделете ја со ваши роднини и пријатели. На крајот би сакал уште еднаш да ве поздравам сите кои сте овде како гледачи од Македонија, но знам дека не гледат и од Бугарија, од Србија, од Германија и од многу други држави. Поздрав срдечен до сите вас, Господ нека ве благослови и нека ве чува. Ја спомнав Бугарија, некои наши гледачи порача Библија, односно библиско четиво, што ние, еве сега ќе ја покажам, значи ова книга, библиски четива, и наскоро тие ќе ја добијат на нивната адреса. Секако во странство не испраќаме, зашто многу е скапа поштарината, но луѓе кои одат во Бугарија ќе ми однесат и ќе ми ја врачат. Така да останете со здравје, драги гледачи, сите вие кои не гледате, кои не слушате, споделете ја уште еднаш, кажувам, ова емисија и нарачете си Библија, Свето писмо, Нови Завет, Стари Завет, така да ќе може да го подарувате
и на ваши роднини и пријатели. Секој добро од Господа и до видување до наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.